која храна најубаво да го започнеш денот? Значи, денот најубаво е да се започне со течности, со многу вода, но исто така тоа може да биде чај, може да биде свеж изцеден сок, без конзерванти, без шекери. Исто така добра храна се житарици или интегрален ориз. Колку е здраво да се пие вода? Да, многу е здраво да се пие вода. Потребно е да се пијат многу течности, ама најздраво е вода да се пие. Треба да се пијат 2 до 3 литри вода во текот на еден ден, за да може еден организам нормално да функционира. Водата исто така ги топи многу масноти, а исто така помага и за губење на целулитот. Што те наведе да се занимаваш со нутриционизам и со здрава исхрана? Значи, многу ми е важно да се грижам за своето здравје и за својата исхрана. Откога почнав да го правам тоа за себе, сватив дека можам да помогнам на многу луѓе и да ми ја пренесам оваа порака, дека за здрав живот, преку здрава исхрана и физичка активност, а не преку диети со изгладнување, преку кои што може да се добијат многу болести. Преку која храна внесуваме најмногу витамини? Најмногу витамини се внесуваат преку овошјето, најмногу минерали се внесуваат преку зеленчукот. Меѓутоа на организмот му требаат и други витамини кои ги внесуваме преку, например, млечни производи, месни производи. Меѓутоа брзата храна е многу нездрава храна и тоа е голем проблем за денешните млади, кои што поголемиот дел од времето внесуваат такви оброци. Значи, таквите оброци немаат никакви витамини. Значи, сека вештачка приготвена храна е нездрава за организмот. Дали само здравата храна е фактор за еден организам да биде здрав? Здравата храна е еден од најважните фактори за здрав организам, меѓутоа друг исто така важен фактор е физичката активност. 80% е храната, 20% е физичката активност. Постојат многу начини на кои што може да бидеме физички активни. Постојат многу спортови. Исто така доволно е да имаме пешачење 20 до 30 минути во текот на денот.